Почитувани гледачи на МОК телевизијата, добар ден. Еве неповторно со спортското студио Олимписки кругови. Ќе зборуваме за една мощна интересна тема, можеби многумина не ја знаат, малкумина ја знаат, со почесниот председател на Македонскиот олимписки комитет, господинот доктор професор Васил Топурковски, како тој го доживеа спортот и што спортот му донесе. Бидејќи втората емисија што треба да ја правиме за политиката, таа ќе биде последна емисија, ќе отпатуваме и во Белград и на другите места, сејде онаму каде што Топурковски секогаш работел на миролюбива политика. А миролюбивоста е одраз на секој човек, интелигентен, и во спортот. Во спортот не постои непријател, во спортот постои само противник и тој противник треба да се совлада. А најзначајно е ферплејот. Кога ферплејот, кога ќе бидете победени, да знаете да му дадете рака, да го прегрнете, а тоа го гледаме на многу интернационални спортски настани, особено во боксот, ќе биде нокаутиран и овој победникот му ја крива раката. И тука ја добива целиот аплауз. Тоа е основната цел и на Топурковски. Може би се заставаат многу од навијачките групи, кога еве и јас одавме заедно, да ги помириме, бидејќи навистина создава немири на спортските терени, многу казни, многу вербални недобри работи, но сепак би кажал дека тоа потекнуваше не од спортот, туку од дел од политиката. Добар ден, господин Топурковски. Се гледаме. Интересантна е вашата животна приказка за спортот. Уште како пионер почнавте со фудбалот, пинг-понгот, па со кошарката. Неколку зборови за тоа, па ќе се вратиме за Олимпискиот комитет и за се она што вршевте функција покрај политиката и спортот. Па јас бев активен спортист од како паметам. Пинг-понг играв и бев втор во Република Македонија за пионери. Бев најдобар, ама ме победи еден од браќата, не се сеќав, али ги знам двајца да ми се пријатели, од Битова. Во Битова се играше пионерското првенство. Тоа ме победи во финалето. Потоа играв на многу квалитетни турнири, бидејќи бев еден од подобрите пинг-понгари. На 4 квалитетни турнири тие ги собираа најдобрите 8 играчи во Републиката. Ја бев секогаш играч во тие 8-мина. Тамо дури еднаш го победив и Атанасовски, кој што ми беше голем пријател и другар од децото и од дружењето и се, успеав еднаш да го победам во Прилеп. А тоа не беше лесно, зашто Мас беше најдобар пинг-понгар во Македонија. Па еднаш отидовме потоа на четвртиот квалитетен турнир во Струга. Мац играше во втората група и требаше да се пласира во првата, зашто испадна тогаш кога изгуби од мене во Прилеп. И играше со Калајджиев, исто беше мој голем пријател, извореден пинг-понгар од Струга, и се договорија меѓу себе да го играат мечото, на крај да го пријават резултатот дека победил Мац 3-2. А како се одвиваше не им беше битно. Али едно дете што судеше, во еден момент го прекина мечот и он броел и прогласи победа на Калајджиев. Така да и тоа ни се искомплицира, не влезе Мац во првата група тогаш. Фудбал играв во генерацијата на Вучидолов и ја поминав првата селекција. Беше лето. На која позиција? Играв напред тогаш. Играв напред. После многу сакав да играм позади и во средината. Отиграв долги години. И ја поминав првата селекција, беа Кочо Димитровски, Баже Димитровски, играше бек во Вардар. И некои други се не се сеќам на генерацијата. Ама беше лето и отидов на одмор во пионерското одморалиште Сутиевска во Охрид и не се јавив на тие тренинзи и ме избришав Вучидолов најнормално. Мене беше криво, ама што можете. Кошарка бев
бевме комшии со Лазарец. Он ни беше фамилиарен комшија и такви пријатели, фамилиите беа зрижени. И ме зема да пробам во работнички. Тогаш бев втори клас гимназија. И играв одлично кошарка. И тренирав некое време. Меѓутоа одма ме пратија во Вардар. Во Вардар на 17 години против работнички изгубивме убедливо, али ја дадам најмногу кошови. Тоа е регистрирано во Нова Македонија, така да и има документација која тоа го потврдува. Така да една сезона игра во Вардар и потоа отидов во Америка. Трети клас гимназија која завршив, отидов во Америка и морав да прекина тие спортски активности. Во Америка веднаш се пријави во гимназиската екипа и играв американски фудбал првата сезона, тоа е септември, октомври, ноември. Не го знаев спортот и ме ставија да играм шутер, затоа што единствено можев да шутирам. А тоа е сепак популарна позиција и многу поени освојува. Меѓутоа во гимназијата не можете да го погодите шутот, немаше такви момци, они шутираа директно, одеа на топката па со шпиц. Ја од страна фудбалски и почнаме да освојуваме поени. Така да тоа ми е во голема спомен ми е таа сезона. Иако И коментирате потоа навлегов во американскиот фудбал, го засакав и го следев навистина детално. И една година тука кога имаше можност некоја телевизија Сител беше Игор го презеде, јас го коментирав, направив воведна емисија да се гледачи да се запознаат и да го засакаат и тој спорт. И мислам дека имаше одредено влијание, затоа што сега, барем моите пријатели, сите го следиме тој спорт, бидејќи е еден фантастичен спорт, но бидејќи американски малку ни е далеко. Далеко ни е бейсболот, кој што во Америка, они го викаат историско минато. Значи, од деца, девојчиња, мажи, сите се на некој начин поврзани како историја на Америка, како да е дел од општествената историја. Така да и јасно го засака, ама кај нас не го сака. Нормално кошарката е голем спорт, и NBA ја следиме сите, па и хокејот го следат многу. Тоа беше отприлика таа кариера моја спортска, потоа продолжив да играм со другарите секоја недела, секој викенд и со години останавме приврзани на спортските активности. До крај на моите физички можности, бидејќи тоа сепак има крај, играв тенис. Така го засакав тенисот и од 80 година И се уште го сакате. го обожавам. Го обожавам тенисот, а посебно од Џоковиќ се разбира. Тој е наш балкански идол и спортски и човечки, јас би рекол. И се надевам дека оваа година конечно успеавме да ја добиеме неговата согласност по крајот на сезоната, некаде во ноември, дека ќе дојде во Скопје на гала вечера, што ние ќе му ја приредиме и ќе му предадеме пекарот, односно признанието Олимписка звезда, која што само еднаш Олимпискиот комитет ја додели, платини ја доби, беше во Скопје, беше Самар за му ја додели. Направиме една велелепна академија да го величаме тој успех на Патини. Ти председател на Кошаркарскиот сојуз на Македонија. Тој не беше федерација, сојуз. Тој мандат е мандат кој што навистина кошарката во Македонија, благодарение на Лазо Лечи, Књазев и останатите, направија многу во југословенската кошарка. Југословенската кошарка во тоа време беше кошарка број 1 во Европа. Неколку зборови за председателството во Кошаркарскиот сојуз во Македонија. Еден колектив бевте кој што навистина ја водевте политиката на развој на кошарката. Повраќањето од Белград, кога бев 2 години председател на Сојузот на младината на Југославија, нормално тоа го уочија како моја некоја вредност, а и се бавим со кошарка, па да не зборуваме што значеше за нас седењето на натпреварите на работнички. Бевме луди. И
еден ден во среда се играше утакмицата, обично се играа сабота и недела, и телевизијата го пренесуваше најдобриот натпревар во сабота. Тоа беше успеа кошарката многу да добија тука. Тие мудри глави на тој начин ја водеа кошарката. Еднаш беше во среда натпреварот, ние учеме гимназија и со еден пријател Парнарджиев земавме една табла и ја однесоме во салата, во преполната сала. Тој се зачуди, не знаеше што тоа значи и не пушти да влеземе, бидејќи имавме некаква мисија. Ние и таблата ставивме за да го гледаме на натпреварот. Тоа беа години кои што ми значеа многу, затоа што Работничка беше силна екипа и други екипи, Скопје играше добра кошарка и други екипи и можевме да се надеваме дека ќе сториме нешто во кошарката, што беше и случај. И така се напатив за таа функција, имав енергија, бев многу млад и ја водев кошаркашката организација на Македонија 2 години. И тие потоа ме номинираа во 3-та година да бидам председател на Југословенската кошаркашка лига. Кога сме кај македонската кошарка, да се присетиме, во тоа време излего многу кошаркари, меѓутоа доби некоја димензии во провинцијата, во натрешноста. Децата ставаа кошеви на дрва да играт. Јас се сеќам Никола Солдатов, како уредник, тој бев на факултет, да направам емисија. И тоа беше многу интересно кога децата беа вклучени. Одбојката исто така имат традиција во Македонија. Во секоја зграда имаш одбојкарско игралиште. Секогаш е добро кога можат младите да практикуваат некој спорт во природен амбиент и што им е достапен. Ако играат некој спорт кој што мораат да го обавуваат во сала, па не можат да влезат и така натаму, тоа е тешко. Затоа тие спортови има успех. Баскет што се играше на секоја ќошека што можеше. Ние играме баскет нон-стоп. Излези од дома, оди на баскет. Тоа е голема предност за младите луѓе да напреднат, а бидејќи имаат идоли, како што имаа во врвните кошаркари на Работнички, кои што беа и југословенска екипа. И јас, за жал, како председател на Кошаркашкиот сојуз за Југославија, бев да го доделам пехарот во финалето. Играше Работнички со Сибона и изгуби. Да. Бевте долго време председател на Кошаркашката федерација на Југославија, меѓутоа во таа екипа беа многу познати личности, од Бора Станковиќ, авторитет. И тоа е кошарката на Југославија отиде далеко, бидејќи имаше добра политика управниот одбор на Сојузот. Вие бевте председател. Се сеќам на надпреварот кој што одлучуваше шампионската титула меѓу Шибенка и Босна. Навистина преполна сала, тоа беше како и секаде, што века чека. Вие тогај бевте пратен како председател да ододелите пехари. Но тогај го запознавме Дражан Петровиќ, кој што навистина млад, играше добро, но сепак остана недоречено дали надпреварот заврши или господинот судија Илија Матиевиќ имаше поголеми успехи од вас. Меѓутоа не беше многу сакан, добро судеше, али не беше сакан со неговите одлуки самостојан. И некако го продолжи со лични, а веќе 2 секунди такмичарската комисија на Фудбалската федерација на Југославија го поништи тој надпревар, а вие веќе доделите најради. И тој надпревар се одигра требаше да се одигра во Суботица, во Нови Сад, меѓутоа не дојдо и повторно доделите. Но тоа пак ги направи еден голем стимул на Босна, која стана европски шампион. Јас се сеќам добро и на мојот драг колега Зоран Поповски, довреше тој пренос. Ќе гледам инсерти на овој разговор, бидејќи имаме доста инсерти, така што ќе се подсетат и гледачите
како го доживеа босанците тоа. И Босна се почна да се развива точно изварено. Да, имаше некои работи, но сепак после толку години од Шибеник се сети еден приватен производител годинава да ви додели едно пиво со вашиот лик и го нарече Тупурто. Тоа ви стои како сувенир. Кошарката е навистина може би најголем југословенски спорт во времето, иако и ракометот беше фантастичен, и ватерполото. Кошарката ја сака најмногу млади, да речем. И беше изворена репрезентација, секаде. Јас кога стана председател бевме светски и европски прваци. За жал ги изгубиме и двете титули во тој мандат, ама веќе генерацијата беше на Залест и си одеше. Тоа е генерација на Кичановиќ, Далипаги, Славнич, изворедна, фантастична генерација. Одржувате тие однос со Кичанови, знам дека сте многу добри. Не е само со Кичановиќ, знаете како? Јас бев нивно годиште. Таа генерација буквално се мои врсници, така да нив им беше тотално прифатливо да се дружат со мене и мене ми беше тотално прифатливо, не играв улога на некој председател. Иако требаше авторитет и одредено знаење, затоа што изворедни луѓе што ја створија југословенската кошарка беа во моето председателство. Тие се уште беа релативно млади и беа активни како членови на председателството. Небојша Поповиќ, Шапер од Београд, од Словенија, не можам сега да се сетам, извореден еден спортски работник, а Станковиќ беше генерален секретар и тогаш на ФИБА. И прва личност во светот стана. Да. Така е, прва личност во светот и една од првите личности што ја создаваа кошарка. Сите овие имаат огромно признание им е потребно и ние им го дадовме на начин кога му дадовме признание на Лазар Лечич, кој што и спаѓа во таа генерација и во таа категорија на творци на југословенската кошарка како тренер, нормално. Не беше лесно да се работи во тоа председателство, бидејќи имаше луѓе кои што апсолутно све знаеа и нивниот збор можеше да биде поголем и од зборот на председателот. Ја тоа го прифатам. Бев помлад и го следев нивниот збор, меѓутоа треба да раководите како председател на таа федерација. Јас западнав во ситуација да ги додавам медалите два пати. Не сум толку неискусен да го направам тоа со превид или не знаејќи, или навивајќи за Босна и така натаму. Правилата предвидуваа да се додадат медалите и пехарот по завршетокот на надпреварот. А правилата исто така предвидуваат дека еден од оштетените, ако има, може да се жали во рок од 24 часа. Босна не се жалеше во моментот кога заврши надпреварот. И никој не можеше да донесе одлука тогаш, да се видат тие 2 секунди или 1 секунда и да се направи одлука. И нормално јас им ги додели медалите. Меѓутоа, еве снимки, по снимкава гледачите може да оцени Матиевиќ што покажа. Ние утре дента имавме состанок во Белград, тоа беше од претходно заказа, бидејќи сите бевме во Шибеник на таа голем натпревар и голема прослава и сите се радуваме на победата на Шибеник, посебно заради Дражен Петровиќ. Сите ние знаеме дека нов ас се раѓа и ќе ги замени овие. И таков беше. И во NBA, и во Југословенската, и во Југославија додека играше, во Реал Мадрид додека играше, тој ги собори сите рекорди. Имаше една ситуација во надпреварот, кога јас на Дражен, не сум го открил тоа до сега, меѓутоа го спомена мајка му на Дражен во бројни интервјуа. Јас му рекол дека сум му рекол на Дражен да го промаши едното слободно. Со тоа надпреварот ќе завршише нарешено и спорски ќе се одлучеше на теренот бидејќи ќе продолжиш. Точно е тоа. Јас бидејќи седев, тогаш немаше услови како сега, седев на клупата до самите играчи. Се удараа во мене, бидејќи немаше никаква дистанца. И можев тоа да му го кажам и му го кажам. Дали ме слушна, не ме послуша во секој случај, и човекот никогаш не би промашил лично. Ја мислам дека е така и мислам дека е тоа коректно. Оне спортисти треба да го бара најдобриот резултат. Меѓутоа,
Потоа Босна се жалеше, ние бевме во Београд на седница на председателството, која што од претходно беше заказана, такмичарската комисија која имаше ингеренции да го поништи секој надпревар, па и овој, дојде со несоборливи докази телевизиски, слика по слика дека беше завршена тоа. Точно, од изведувањето на ауто до пристигнувањето го И ја поништија утакмицата. Такмичарската комисија поништи утакмицата и јас едино што можеме да постигнеме да не регистрираме 20-0 службено заради спортскиот карактер, туку да играат уште еднаш. И таква одлука донесе председателството, меѓутоа 2 недели подоцна во Нови Сад не дојде Шибенка и дојде само Босна, ја ги додели медалите. Знаев дека тоа ќе ме следи целиот живот, посебно тамо во Хрватска, во Далмација и во Шибеник. Така да јас се секирав за последиците од тоа. Например, Скопска алумина, одлична фабрика, се работуваше со алуминиумскиот комбинат во Шибеник. Ја прекинаа се работката, значи тоа отиде до тамо. И 93-4 година, кога бев председател на Олимпискиот практично во првите години, отидовме во посета на Хрватска. И посетата предвидуваше посета и на Сплит, бидејќи се играше надпреварот Хајдук, овие од Ајакс, Хајдук Ајакс, за игра 0-0. Беше Европскиот куп во некаде април месец. И сега ние релативно брзо по распадот на земјата година-две, седиме на Рива, кај што сме седеле како деца и како туристи милион пати и си го сакавме, си го сакавме нашето море. Така го викаме, Јадранското море беше и беше наше море. И седиме ние тамо 7-8 души од таа делегација. Јас се сеќам многу добро кој беше и си седиме на Рива и полека човек заборава дека не е тоа повеќе Југославија, дека сме во друга држава и си уживаме на тоа сонце кој што беше прекрасно и почнаа да доаѓаат навивачките групи од другите градови кои што навиваат за Хајдук сите. И гледаме и одеднаш е во Шибенка со знамења на Шибеник, односно Шибеник, не Шибенка, со знамења на Шибеник све. И викам, можно ли, викам, овие да ме препознаат во таа група тамо на луѓе, да седиме меѓу нив. И полека, како што стигна, застана. И они разговараат и гледаат на камера. Викам, направиме проблем, му викам, Дражо беше со мене као член на делегација, да викам, Дражо, ние ќе си го добиеме овдека. И се упатија двајца на кај мене. Во Ривата, дојдоа од тој простор кај што се движа, во просторот кај што седиме. И дојдоа до мене и вика, дошло време да се помириме. Има во преди тоа дека во 90-тите, 90-91 и веќе беше почната на одреден начин војната во Југославија. И во Хрватска, Југословенската армија, ЈНА, која што така и се уште се викаше, но добро, тоа се други проблеми. И привремената армија на Хрватска паќа или затвара безброј граѓани, Хрвати или Срби, тама е мешано населението во Славонија. Не, во Славонија, зборам за Славонија, тама беше тоа. Ја бев насекаде кај што беше војната. И јас учествував во ослободувањето на тие групи граѓани. Илјадници луѓе. И еднаш одиме од Осијек, ја договоривме работата, одиме од Осијек по патот на кај Борово село и застануваат автобусите таму кај што се договоривме. И сега излаѓаат стотици, може би 1000 Хрвати што беа заробени. И тие бидејќи се католици, сите ми ја бацуваат раката. Србите потоа дојдоа на ред, ги ослободивме и нив. Србите тој гледат поинаков начин на покажување на таа позитивна енергија. И овие викаат дошло време да се помириме. Значи го имаа тоа во предвид, бидејќи тоа беше свежо, 2 години тоа. Пред 2 години се случуваше, беше масовно и беше секојдневно на телевизија, во Хрватска присутно и така натаму. И дојде време да се помириме, а сега оваа приватна фабрика направи пиво
дојдоа во Скопје, ме замолија да се фотографираме, нормално со задоволство прифатив и по име. И сега во Шибеник на 21 август се држи познатиот Шибенски фестивал. Поканет сум и ќе отидам со некои други македонски музичари, па чак и едниот кој учествува. Ќе отидам во Шибеник и ќе видам како тоа низ времето еволуирало и колку е сега позитивно, а колку е негативно. Господ знае во такви ситуации, на што ќе се сетам. Лично го почувствував, бидејќи не следев асоцијација на спортски новинари, а и подамна бевме пријатели, бидејќи го цене вашиот труд, вашиот разум кој што водеше кон убавините на државата и секогаш сум го поддржувал. Се сеќам на нашите гостувања, бевте секогаш поддршка и во Задар, и во Бугарија, и во Унгарија, да, сегде. Сегде дури се сеќам добро во последната Олимпијадата на малите земји, да, во Црна Гора, кога обезбедувачот ве препозна и ми дојде, јел, тоа каже Топурковски. И јас му викам да, ја могу да се поздравим. Викам, можеш, имаш пишеви да ga убиеш. А, нечу, мој тата ga воли. И така беше, се сеќавате? Да. И тие се убави моменти, седе кај што одевме, значи, ни правевте чеф, не поддржувавте, направивме многу заеднички акции со Олимпијска благодарение на вас и тие акции остана да и натаму да ги одржуваме. Се враќаме на Олимпискиот комитет. Во прво време се сеќам оние средби, сериозни луѓе кои што го помага Олимпискиот комитет, сака и во вашето време ја добивме првата олимписка медаја со наше борењето. Еве сега исто сме пред олимписка олимпијада, но големо почитување имавте од председател на извршниот комитет на Олимпискиот комитет на светот, господинот Самајаш. Неколку пати дојаше овде, предлагаше за изградба, значи, а и тој многу направи за Шпанија. И да, ја донесе, да, Барселона, каде што настапивме со тоа нивно знаме. Да. Меѓутоа, потоа македонско знаме се развиваше, се пееше сите работи. Повеќе за средата, па и за прв пат дознавме да добите највисокото признание Пиер Кубертен. Да, Карден во Франција, бидејќи во Франција бевме во Лувр и председателот на францускиот комитет ни соопшти дека вие, а моите колеги од Хрватска, од Црна Гора, беа пресреќни и ве честита преку изјавите. Овде дојде во Холидин беше доделувањето, навистина беше на европска, да. Да. И тоа е едно големо признание за Македонија. Еве, и ние бевме во Лозана, господинот Бах беше на тие средби на спортските новинари, кога ја виде сликата од Македонија околу организацијата на симпозиумот, бидејќи целта ни е антидопингот на силце и се заврши и не честиташе и испрати поздрави. Исто така во Катар, сегде кај што одиме, вашето име е признато. Повеќе за улогата на Самаран. За председател на Олимпискиот една вечност, што се вика збор. 28 години. Ја понекогаш мислам дека е тоа претерано и најверојатно и други мислат. Меѓутоа тоа се случуваше на некој начин спонтано. Ние
и изборите никогаш немаше против кандидат, освен една. Еве сега ќе чуваме Добро. извештај Добро. од предпоследните избори во Александар Павлов со акламација. Така. А имаше кандидати, самиот кандидат. И јас бев доаен на председателите на националните олимписки комитети. Полека сите се тргна, исчезна од таа сцена, мои големи пријатели, меѓутоа јас останував председател. Тоа беше прифатено во Македонија затоа што се знаеше дека на ниеден начин не ја политизирам работата на Олимпискиот комитет, дека има место за сите истакнати спортски работници, никој не бил отстранет од Олимпискиот комитет. Немало драма во Олимпискиот комитет во тие 28 години. Јас сум пресакен заради таквиот начин на работа на Олимпискиот комитет и некој мој удел нормално во тоа. Со Самаранч имавме големо пријателство. Полека тоа се претвори во пријателство и во семејно пријателство и во работно. И има еден случај кој што го знаат многу луѓе на кој што сум им кажал, па дури и ми посведочи за тоа председателот Бах, сегашниот председател, на последната средба во Полска пред 2 години, ми кажуваше тој за почита на Самаранч и за идејата на Самаранч што ми ја предложил. Бевме во Атланта на некоја конференција пред игрите, година дена пред игрите во Атланта 96 година. Или 96 година беа игрите во Атланта. И седиме секоја што седуваме во истиот хотел, тоа се вика Олимписко семејство. И го сретнав во Самаранч. Тоа беше може би случајна седба, може би не, затоа што имаше цел. И Самаранч ми вика, имам еден предлог, вика, што ќе ти го кажам сега, ама нема да ми одговориш сега, него утре. Добро, председател, што ти е предлогот? Предлогот е, вика, да бидеш член на Меѓународниот олимписки комитет. Тогаш членството беше доживотно. После тоа се реформираше Олимпискиот комитет, па има сега мандат и подобро е што е така. И нормално ја го сослушав и бидејќи ми рече ќе ми кажеш утре, не му реков ништо. А размислив за тоа и утре дента се сретнуваме, вика што одлучи. Викам, не ни припаѓа нас како Македонија, мала спортска нација, иако успешна, ама какви се другите спортски нации, какви се нивните успеси. Не ни припаѓа правото да добиеме членство во Меѓународниот олимписки комитет. Ја не го сметам тоа за моје членство, туку за членство на македонскиот спорт. И вика, мислам дека не можеме да бидеме и одбивам му, вика. И вика, знаеш што ќе одговориш, добро, вика, одати, ама глупа ти е одлуката. Такви се нашите разговори. И потоа тоа пропадна, не се оствари тука, никош не сум имал никаква тагар заради тоа, затоа што тоа беше моје чврсто мислење. Продолжив активно да бидам во Олимпискиот комитет, во комисии, во активности. Ние имаме големи можности за таква активност во олимпизмот воопшто. И затоа се створи тоа пријателство. Тој дојде 4 пати во Македонија. Она кога ги посетува сите олимписки комитети, во еден мандат треба 400 пати да патува. Има 200 и кустур комитети. 4 пати 800 посетилите. Тоа е невозможно се разбира. Сеќам на патувањето Сарај кој сакаше да даде помош, да се развие, меѓутоа, добро, тие се домашни проблеми, домашни љубовори. Ali интересно се збиднувањето околу тоа. Ние замолиме министерот за одбрана ни даде хеликоптер тогаш и на хеликоптерот го ставивме ознаките на МОК, како да е наш. И го летаме Самаранч да ја видат и нема додека се проседа, нема многу време никој, од еден максимум 2 дена остануваш. И го прошетаме за да ја види тој простор и беше воодушевен и во задниот состанок што го имаше кај председателот Глигоров, председател на Републиката, си подадува рака дека ќе биде тоа isfinansirано од МОК. За жал, тие работи не се случи. Во времето на Јосиф Broz Tito бевте председател на младината, меѓутоа и на Советот на председатели. Доделувавте и пехари на куповите. Се сеќам доделувањето на надпреварот меѓу Црвена звезда Хајдук 1-0
Степа Хајдук. Вие требаше 2 пати да делувате. Пехер. Освен вас, на тие надпревари најчест гостин беше Велко Влаховиќ. Постојано, Доланц исто доаѓаше. Да, Доланц беше. Доланц, да. Секогаш на сите надпревари сте оделе, сте помагале. Јас се сеќавам исто на гостувањето во Бугарија кога бевме, кога направивме македонската вечер во Банјско. Да, кога дојдо сите и бугари, и грци. И тука почнува спортот ги изближува мостови. Не ги признава границите, ги забораваат луѓето граници. Сега последниот симпозиум овде грците и во Охрид ни дојдо, направивме големи фешти, а посебно со изградбата на споменикот на Климе Савин, а потоа со ова спомен плочата на Благој Статов, кога самиот грк рече ја ќе лафам на македонски и јас свој натерам да на теренот дојдо. И тоа е она убави. Грчка и македонска женска екипа. Да. И тоа е она убавината која што ги изближува луѓето. И еве, со Грција направивме добри односи. Верувам дека да не завлегуваме во политиката, но да се вратиме на овие значајни настани. Сега сте почесен председател на Македонскиот олимписки комитет, место кое што навистина го заслуживте и со вашите идеи ја секогаш викам кога младоста и искуството се спојат, резултатите не изостануваат. Имате доста идеи, сте ги помакале, еве малите маратони, секоја сте биле со нас, сте учествувале на маратоните, на сите приреди кои што биле спортски, секогаш сте давале подршка, никогаш не сте одвоиле човек. Меѓутоа, прашањето, што ви донесе бенефит спортот? Дали повеќе пријатели или непријатели за разлика од политиката? Тука нема споредба со политиката. Политиката може во некое време да се најдете во политиката, може и да бидете активен. Дали ќе градите политичка кариера е ваша приватна работа, али мислам дека во спортот ако влезете во спортот нема шанса да го напуштите. Таа кариера е вечита и трајна. Ќе најдете начин вие во спортот да учествувате, да го помагате, да го следите и да го сакате до крајот на животот. Така што нема споредба за ова прашање да ви одговорам на еден или на друг начин, бидејќи пријателствата во спортот се трајни и се географски неограничени. Еве сега, пред 2 години организиравме свеченост за Лазар Лечич, заслужена до крај. Врвна кошакарски и спортски работи. И дојдоа сите најпознати кошакари од југословенското време. Сите до еден јас ги поканих, имав соработка со Радосавлевиќ и со покоја Благоја, нормално бидејќи тие се генерации ги знаат. Александар Павлов, Да, меѓутоа јас ги поканих сите и председниче дочичено, нормално дека ми беше драго и ми се разгрели срцето. Да може да бидеме домакини на една таква голема и човечка свеченост и да му дадеме признание заслужен спортски работник. Би сакал да можеме и на други спортисти и спортски работници да можеме такво некое признание да им дадеме. И на некои се надам ќе го направиме тоа во иднина. Тоа ќе го искористам како функција почесен председател да го предлагам и да се борам за тоа. Инаку, како почесен председател, не е моје да се мешам во работата на Олимпискиот комитет. Напротив, моје е да посоветувам, да помогнам, да се најдам во поддршка на комитетот ако дојде под било каков притисок. А меѓутоа моје на новото раководство да возможам потполна слобода и да си ја преземат одговорноста во себе. Јас го правам, мислам, недвосмислено и така тоа ќе се покаже во иднина и во иднина. Меѓутоа, велам пак,
пријателствата се огромни во спортот. Нема спортисти во поранешна Југославија, па многу и од светски размери, кои што не беа во Скопје во посета на Олимпискиот комитет или со кои што не сум одржал приватна лични односи и соработа. Кичановиќ е еден од тие, ама Кичановиќ, верувајте, е еден од многуто. Меѓутоа, ја би го ставил на прво место како мој пријател, ама и други има на прво место. Маѓето исто големо почитување. Кого и да споменате, јас го познам, бидејќи сум бил долго години во тие работи. Еве во Асовите бират Асови, заедничко го организираме, го работиме. Одадовме признание на Благој Георгиевски Буштур, дури се заложивме да неговото име остане вечно. На многу спортисти на Истатов, вие сте активно секогаш и во организирањето на таа манифестација по 35 пат. На првата бевте во Куманово исто така. Вниманието на Асовите навистина треба да се посвети. Гледам дека и премиерот се ја менува тактиката дека мораме да ги поддржиме. Време беше и ќе треба да се осмисли таа работа, бидејќи неговиот збор како премиер тежи и одговорноста му е голема да го реализира својот збор. Академијата што ја направите во театарот е една од најдобрите до сега. Мислам тоа е убава работа и традиција треба да прерасне и на таа академија може Асовите исто бират Асови. Добро е што во внатрешноста видовме каков интерес има и луѓето да ги потекнеме. Малите олимписки игри кои што одевме заедно, тие беа извор на таленти, значи внатрешноста. Се сеќам секоја селска задруга имаше клуб, имаше дом на култура, имаше масовна. И таа поддршка ја дававте. Со маратонското пливање направивме во сите езера маратонско на 10 километри. Некако полека се губат. Но за жал, господин Тупурковски, толку време помина, Македонија се уште не направи долгорочна стратегија за развој на спортот. Прават програми за денес, за утре, а стратегија не. Еве годинава ваучерите исто така беа дадени и добро тоа владата што да е. Меѓутоа контролата на доделување на ваучерите не се врши. Морат Олимпискиот комитет да биде на чело на спортот во Македонија и тој да ја креира со останатите институции. Институциите кои што се под владата, тие се под влада. Агенцијата е под влада. Факултетот за физичка култура исто. Тие да се користат вашето искуство, вашето богато искуство, пријателство. Еве, сакате да направите избратимување со Црна Гора, дојдо и од Црна Гора. Луѓето сакат, ве почитуваат вас. Мене не ми беше лесно до сега, како председател на Олимпискиот, да ги нагласувам проблемите што го товаруваат Олимпискиот комитет во односите со државата. Затоа ние стоевме на страна. Сега е друга ситуацијата, не сум повеќе активен председател и сега ќе се заложам за една праведна распоредба на средства, правилен однос према спортот, према спортистите, посебно према возрастните, тие што одсуживе и така натаму, и спрема Олимпискиот комитет воопшто. Тоа сега ми е мисија, тоа се ја давам ја како задача. Не значи дека имам некоја голема улога во тоа, меѓутоа таа што ја имам и тоа што ја носам како одговорност ќе ја спроведам во наредните години, сигурно. Еве на онај симпозиум, а и пред тоа на конференцијата во Охрид, учествувате во разговорот, кога ви одделивме награда со љубов за Македонија. Потоа во Скопје исто учествувате во разговорот и Мајко и сите. Беа испратени пораки. Такви средби јас се значи и премиерот добро кажа, значи почитување на Олимпискиот комитет,
ако треба да се критикува работата на агенцијата, слободно критикувајте ја. Значи човекот отворено, бидејќи навистина развојот на спортот носи благодети и афирмација. Се сеќаваме на кошаркарите кога го направија. Тоа не може ни една партија да направи таков начин да собери и да тој ден се разговара за спорт, не се разговара дали поскапа струјата, лебот и тоа. Тоа го почувствуваме. Меѓутоа треба да работиме во промена на мислењата на политичарите. Бевме со вас кога се формира тие навивачки групи. Направија многу инциденти. Отидовме во Битола со вас. Скршевме погача, спријателување. Браневте како голман. Не излежа долго тоа. А веднаш саботата дојде до Тепачки. Али кога го правев интервјуто, викат Бошко, не сме ние криви. Нас не тераат политичарите, бидејќи некои припаѓаат на политика. Мораме тоа да го раздвоиме, јас стално викам, политиката ни е потребна, како што и вие, за да биде партнер и да ни го чисти патот. Закони за спорт да донесува, финансиски средства, инфраструктура. А политизација и партизација, како што сега, не знам ја за кого да навива. Дали Има такви негативни појави, меѓутоа ги нема позитивните ангажмани на политиката. Ја не се сеќавам кога во собранието е држана расправа за спорт. имаше една Јордановски, Да, се сеќам на една. Да, и то многу добар човек, 2 дена, меѓутоа имаше луѓе, викат полицајците да кинат карти. Значи, луѓето кои што работат во клубовите, несоодветни, има доста, дури да не речем и криминалци, и тоа мора да се чисти. Понапред се знаеше ни сито, ни изречето, за да бидеш председател на некој клуб. И финансира. Еве, во Вардар, за жал. Тоа е несфатливо за мене да може еден таков ворвен представник и репрезент на македонскиот спорт да исчезне од сцената. Тоа е несфатливо и неприфатливо. Како човекот? Како се случува, тоа не ми е јасно. Значи, има многу место и за учество на политиката позитивно и тако кое што не значи влијание врз спортот. Треба да го трнат од својата глава дека преку спортот може да обават некакво влијание и некакво притисок. Примерот со ракометот, со фудбалот, и со фудбалот сега европското место, кошарката, четвртото место, треба да им биде водач на некој начин, што значи спортот за една нација. Па посебно кога е таа мала и кога секогаш еден таков голем успех и не најголем, кој што во другите држави нема да биде толку славен, за нас представува огромна афирмација, огромна афирмација. Еве, бевме заедно во Црна Гора на тие мали олимписки игри, каде што и со принцот на Монако се сретнавме и искажа задоволство да присуствува, потоа во Загреб. Меѓутоа, беше кажано дека политиката е најголема штета во развојот на спортот, но и искажано задоволство да се присуствува во Македонија. Бидејќи од она што го разбравме, Косово зема 300 милиони, другите држави, еве Србија со 80, бидејќи секој дневно се доделуваат средства. Без средства немате што да Во правите. Хрватска, во Србија има загарантиран личен доход, плати добиваат спортистите, поранешните спортисти, што освоиле титулите, а тие имаат голем број. Тоа не е мало оптоварување за државниот буџет. Баш разговаравме во Хрватска со ЧОП и го преноси и ве поздрави. Во Катар исто примите поздрав, само што однесувам вашето писмо. Значи, во Азербејџан бевте на таа олимписка, бев исто кога Алиев ни приде и министерот за спорт, навистина прекрасен човек, вика ние афирмацијата на Азербејџан пара имаме,
ја бараме преку развојот и организацијата на спортот. И тие успешно ја Това организираат. се гледа, има трка по Да. Формула 1, имаат огромни настани, Првенство. беа домакини, една од домакините. Очигледно се спремни дори и за Олимпијада. Сите објекти се готови, изворедни се. Бевте таму. Бев, имам, преку тоа е да се поклони човек. Ја не ме интересира мене какво е нивното уредување, колку има, колку нема демократија. Секако тоа е многу битно да се препознае кога нешто негативно се случува, али кога се случува нешто позитивно за спортот, ја би замижал во корист за спортот. Господин Топурковски, навистина е пријатно да се разговара со вас. Има уште многу работи од спортот да се прикажуваат и тоа позитивни работи кои што можат да придонесат за развојот на македонскиот спорт. Навистина мора да се избориме спортот да биде пред политиката, да го чисти патот, бидејќи видовме како спортот придонесува во останатите земји. Видовме со светското првенство во фудбал Хрватска како живееше и останатите земји. Но да се бориме против оние лоши работи кои што се случуваат, инцидентите, допингот и така натаму. Расизмот во Македонија немаме, меѓутоа имаме национализам. Али полека, ако ние действуваме по старите, кои што искуството наше да го пренесеме како било понапред, знам на Вардар како се доаѓало, како се навивало и тоа постоеше. И да ја афирмираме нашата држава. Бошко, и ти си еден од тие залюбеници и вечито присутни во спортот. И верувам и за тебе тоа многу значи во животот. Верувам како што значи за мене. Од различни позиции, ама ете, во последните 10-15 години ни се поврзале линиите. Така да го имаш моето почитување и целосна подршка во тие активности и ја како и до сега ќе правам така на практичен начин, ќе присуствувам, ќе патуваме, не е секогаш нареста, а и годините полека се изначат своите ред. Меѓутоа радоста, Тоа има приказки. радоста на средбите, тие приказки се незаменливи. Јас, во името на нашиот снимател Трпе, кој што на МОК телевизија благодарение и ја воведовме ова емисија Спортско студио Олимписки кругови, да ги подсетиме луѓето на убаво, на ТВ каналот на МОК Оди. Тој е веќе современ, бе во Кореја, се види дека на интернетот е полека ја заменува телевизијата и сега новите телевизори имаат, но правиме напори и со новиот председател, секретарот, приватни телевизии да им го стапиме овој материјал, да имат и тие бенефит, да и нормално да работи. Тоа е наша улога, таков начин на действување, што значи соработка и поддршка, е улогата на Олимпискиот комитет. Јас уштено ќе ви заблагодарам и ќе ве задолжам вториот дел, еве со нашиот режисер, снимател, вреден човек Трпе, да го реализираме она што го замислуваме, вашата улога во политиката. Бидејќи ќе завршиме овој разговор со она последното Титово обраќање, каде што вие бевте, кога се пее песните, и тоа е дел од спортот, парадата и... Како не? Како не, ние организиравме таа свеченост 78 година. Последната со жив Тито. 79-та веќе беше мртов, па имавме на друг начин обележување. Добро, тоа е наша привилегија што сме живееле во таа земја и во тоа време и сме ги имале тие спомени. Не значи тоа никако политичко определување, секако дека пред се навиваме за својата земја и за својот народ. И го посакуваме најдоброто. И во таа смисла политиката има улога. Ако можеш нешто да направиш, добро направи. Патриотизмот никогаш не е ништо друго, освен подобар живот на граѓаните. След овие беа ноцењето на штафетата беше поврзување тие мостови, спортот што ги прави. Спортот гради мостови за спријатување. Меѓутоа,
една интересна работа во разговорот со Тито. Честопати ве прашуваше дали им доделите колачи на децата. Тито веќе беше постар. И сите знаеме дека не е во таа форма во која што беше порано. Он година дена пред да умре беше на самитот на неврзаните во Куба. И се врати и изборуваше на кадењача и јас отидов да го чујам тој говор и имаше многу енергија и многу ентузијазам како да ќе биде секогаш жив. Меѓутоа нормално природата се го створи своето, за нас е да го паметиме општото значење на тоа што го кажува. Многу ќе го искритикуваат, историјата ќе ги промени своите ставови или ќе ги направи објективни спрема секого. Па затоа ја и си мислам дека не е битно да ги соопштиме сите работи додека сме живи, бидејќи тие еден ден историјата ќе ги овековечи. Почнува. Да, ја не се плашам за тоа. Го спомнавте Куба, се сеќавам добро. Гостин ни беше Жорж Марше, председател на Комунистичката партија на Франција со семејството во вилата на... Не е вила на Тито, во таму. Меѓутоа ја одигра главната улога, отиде во Белград, од Белград кај Брежнев, од Брежнев во Куба, бидејќи односите меѓу Југославија и Куба беа заострени. Едино Фидел Кастро отиде на аеродром да пречека Тито. Почет. Тоа е она што вие го работите, значењето на човекот, предавањето на штафетата на албански беше и тога меѓутоа голем аплауз, убави работи. Се она што е убаво да го применуваме. Лошото кој ќе видиме надвор, патуваме, остави го во таа земја, нека тие имаат проблем, го решават. А убавото донеси го и да биде Се убаво. согласувам и ти давам подршка додека сето ова ќе биде твоја животна определба, ќе биде за секој. Уште еднаш благодарам и ќе се видиме. Еве, драги гледачи, тоа беше Васил Топурковски, почесниот председател на Македонскиот олимписки комитет, човекот кој што навистина цел живот го посвети на развојот на спортот, даде голем придонес за пораките што ги праќаше за спортот да биде онаков како што е замислен во Олимпискиот комитет, бидејќи спортот значил понапред, ги смирувал војните, но за жал сега се прават војни заради Олимписките игри, затоа што интересот сега повеќе се гледа. Знаеме случајот со антидопингот во Русија, не зборевме за тие патувања негови на зимските олимписки игри, на летните олимписки игри. Не патуваше многу, меѓутоа им овозможуваше на другите членови да видат како се организира, што се организира, за тие да бидат носители и пренесители на она убавото во Македонија. Благодарам и пријатно. Sva srca večera su uz Saniju Kiseni, koja će u ime naroda i omladine Jugoslavije preneti drugu Titu rođendanske čestitke. Mi smo Titovi, Tito je naš, odjekuje stadionom Jugoslovenske narodne armije. Më i dashur shok Tito, në përduar e qinda mira të rinjeve, Voljeni druže u Tito, bart kjo stafet. stotine hiljada ruku mladih nosilo je ovu štafetu do tebe, putevima naše divne domovine, sa našim najiskrenijim željama upućenim tebi, od omladine, pionira i radnih ljudi, zbratiljenih naroda i narodnosti Jugoslavije. Nga të gjitha kombet e kombësit e Jugoslavisë që jetojnë si një. Koji žive svi kao jedan i svi iz jednog srca, Për një zemre čestitamo ti 87. rođendan. 87. Në emër të lirisë, U ime slobode, të socijalizmit, u ime socijalizma, në emër të veçeverisë, u ime samoupravljanja, në emër të u barazisë, ime ravnopravnosti, në emër të paqës u ime mira dhe
jer mi govorimo jezikom tvojim i srcem tvojim. Ovu zemlju i ovaj narod ništa ne može slomiti. Ni danas, ni sutra, nikada. Gëzuash e gëzoshim edhe shumë pranvera të jetës e punës tënde. Da bi sve bilo mnogo impresivnije, intonirana je jugoslovenska himna, a sada će predsjednik konferencije Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, dr. Vasil Tupurkovski, pozdraviti igrače oba tima, a također i sve prisutne Sport je sastavni deo svakog društva, potreba, zabava. Mustedanagić, Tucak, Dumbović, mladi i veoma opasni napadač Dumbović i 1-1. Sjajan protiv Vručiću, Stjepanu Deveriću, Draganu Bošnjaku, Marku Mlinariću i posebno mladom Dragu Dumboviću, kojem je ovo svakako najdruži trenutak u njegovoj kratkoj, ali evo već blistavoj sportskoj karijeri. Srebrni pehar dar maršala Tita već je u rukama Dinamovih igrača. Kapitenu Zlatku Kranjčaru predao ga je predsjednik konferencije Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, dr. Vasil Tupurkovski.